Здраво, живо, добре дојдовте во новата емисија на Супер Звезда. Денеска се наоѓаме во градскиот парк заедно со нашиот спонзор, а тоа е фирмата Крка и нивните производи од витамини и минерали. Тоа се производите Пиковит. Ајде да им мафнеме на сите оние кои што не гледаат, да им кажеме дека сме расположени или не. Каде се нашите витамини и минерали, да им ги покажеме да ги видат. Денеска ќе се забавуваме, лудо и незаборавно. Ова се значи нашите топчиња кои ќе бидат витамини и минерали, а во денешната игра ние ќе одиме да собереме што повеќе и да освоиме вредни награди. Договорено? Кој нема да игра да крене два прста да видам? Имаме таков, не, а кој ќе игра да видам овдека? Значи сите ќе играме, сите. Правиме голема и неведена журка. Одиме со рекламите, а веднаш потоа се враќаме повторно во програма. Како што гледате, Супер Звездите се спремни, јас сум спремен, има никој да не е спремен. Значи се е под контрола, нашите игри се тука, значи ќе одиме со нашиот пиковитаминометар, ќе собираме и ќе мериме витамини и минерали во играта на Пиковит, а моја десна и моја лева рака ќе бидат, значи, еве го Иван. Здраво, добре дојде во Супер Звезда. Фала многу Дарко. И Милена ќе биде овде, добре дојди Милена. Здраво на сите. Здраво за Милена. Милена ќе ми каже значи што работи она во Крка и во Пиковит. Јас сум стручен соработник во Крка и денеска сите дечиња ќе собираме витамини и минерали кои што ги има во нашите производи. Производите така, дали ти конзумираше витамини и минерали што порасна волку убава и волку голема? Да, секако, уште од малечка пиев сирупче Пиковит, па потоа пиев, тоест лижев пастили Пиковит и така пораснав голема и убава. А дали Иван јадеше кебапчиња или јадеше и тој витамини и минерали? Слушај Дарко, прво кебапчиња, али со нив и Пиковит, да знаеш. Значи задолжително мора и Пиковит за да бидеме големи убави. Што ќе ни помогнете денеска, значи ти и Милена овдека во нашите игри, значи да нема крадење, да нема лажење и сите да играме онака како што треба? Ќе играме често? Да. Ми ветувате ферплей борба? Ајде додиме да ги освоиме значи нашите поени, ќе ги собираме витамините и минералите, а потоа ќе видиме кој ќе е победник. Кој ќе победи во оваа емисија да видам? Кој? Одиме да се бориме фер и рамноправно за да видиме кој ќе биде победник. Добре дојдовте, драги гледачи, во играта Пиковит. Еве се наоѓа позади мене, значи витамините и минералите треба да ги собереме од полето, да ги донесеме овдека директно во оваа кутија, каде што на крајот ќе ги преброиме онаа група која што побрзо ќе ги собере, таа и ќе ги освои поените, да видиме кој ќе учествува во групата на пеперутки. Прв е Бодан. Бодан, дали ќе даеш се од себе денеска да победиш? Да. Втора во групата на пеперутки се наоѓа Матеа. Матеа, како си, добра? Да. Си учествувала до сега во некоја ваква игра? Не. Ова ти е прв пат. Да. Ќе дадеш се од себе? Да. Одиме понатаму, драги гледачи, да представиме оваа девојка што се вика Доротеа. Доротеа. Подготвена ли си? Одиме, значи, да нападнеме. Во групата на пеперутки се наоѓа и Мија. Мија. Браво, Мија, дали до сега си се надпреварувала? Ќе дадеш се од себе? Да. Се надеваме дека ќе ги освоиме сите поени и ово е овдека најмалиот, драги гледачи, а Пукне се вика. Андреј. Кога ќе поздравиш, бе, те, Андреј? Нема потреба никога поздравуваме, битно е ги собереме витамините и минералите, така ли е? Ајде бакнежи од групата пеперутки до сите кои што не гледаат во моментот, многу бакнежи, одиме да ги представиме групата на лавови, така ли беше? Здраво за оваа лавица што се вика Ива. Ива, како си? Добра си? Колку години имаш, Ива? 5. Ива денеска ќе даде исто се од себе да ги собере сите витамини и минерали, а оваа девојка се вика и она е Лав Ана, така беше? Кога ќе поздравиш ти? Тато и мама, многу бакнежи за сите. Одиме понатаму, овој дечко се вика Дарко. Дарко, како си бе ти расположен? Да. Ти исто име имаш како мене, бе? Зошто ти дале толку многу убаво име? Не знам. Не знаеш да ги поздравиш, тој е ку моите, супер. Одиме понатаму, драги гледачи, во групата на лавови се наоѓа и оваа девојка што е насмејана. А се вика? Кристина. Ај си бе, Кристина, да пукне злато. Добра ли си? Значи лавица си, ти силна лавица, ратоборна лавица. Ќе ги собереме сите витамини и минерали. Да. Одлично, и одиме понатака во групата на лавови. Еве го овдека и Стефан, така беше? Да. Како си, Стефан, расположен? Да. Витамините, минералите чекаат, ти си подготвен? Да. Ќе дадеме се од себе, лавовите мафтаат, ја поздравуваат публиката. Дали сте подготвени, значи? Ајде да видиме што ќе кажат Иван и Милена, се ли е под контрола? Се е под контрола, само да почнеме, Дарко. Значи може да почнеме, семафорот е вклучен, резултатот е се уште 0-0. Ајде да видиме што се случува на мојот знак, значи тргнуваме. Дали е се подготвено? Публика? Тргнуваме, значи 3, 4,
Може! Одиме брзо, одиме, значи ги собереме првите витамини и минерали. Еве, значи, сега за сега. Тргнуваме, готово, одиме понатака. Води, значи, групата на пеперутки, некаде. Така изгледа, еве, оди Ана. Нешто имавме некој мал застој овдека, но ништо не е страшно. Може би ќе успееме да го вратиме резултатот на почеток. Ана малку заоци, но тоа е, еве го стигна и овој витамин. Браво групата на лавови води. Браво за Доротеја. Одиме сега, еве го и Дарко, дојде со неговиот витамин, одиме браво и тргнуваме за крај, одиме значи со Кристина. Да видиме што се случува, его и Андреј со последниот витамин. И да видиме што и Стефан е тука. Аплаузи. Иван, како е резултатот да видиме? За пеперутки 36 секунди и 18 стотинки. Значи имаме подобар резултат кај групата на пеперутки. Аплауз голем за групата на пеперутки. 40 секунди за лав. 40 секунди за лавови. Значи се бореа рамноправно, фер и дисциплинирано се до самиот крај. Така беше? Одиме сега да ги направиме мала пауза, веднаш потоа се враќаме со вторите два тима. Повторно се враќаме назад во играта на пикови, драги гледачи. Вторите две екипи се тука, инаку имаме вкупно 8 за ваша информација. До мене се наоѓаат, значи сега представниците на екипата на глувчињата, така ли е? Здраво глувчиња, првото глувче се вика Андре. Андре, како си? Добар. Расположен? Да. Дали мислите дека ќе успеете да направите подобро време од пеперутките или не? Одиме да ги победиме нив. Ајде, добро, во ред. А сега да видиме оваа девојка згодна што се вика. И Тамара е глувче, така? Тамара, до сега дали си се надпреварувала? Ќе играме фер и плей и дисциплинирано? Многу ми е драго, оваа женска се вика Кате здраво. Кате, шо правиш? Добра си? Шо убава мајци ме зврти со позади да ја видам. Леле, шо е убава, пиковит, де? Абе, кој ти ја даде волк убава? Чучковците од Крка, така? Да им пратиме пак нежи многу на сите што не гледаат во моментов, значи ќе се надпреваруваме фер и дисциплинирано. Ево уште едно глувче, драги гледачи, тоа е глувчицата што се вика Јана. Јана, како си, добро? Да. Јана, одиме да се надпреваруваме сега. Правиме џумбуси? Да. Супер. И за крај, еве го овдека, драги гледачи, глувчето. Стефан. Стефан, како си, ти добар? Да. Одиме, значи, да направиме лудница овдека, да победиме? Да. Готово. Тоа е екипата на глувчиња да им автеме на сите што не гледаат. Ајде, брзо глувчиња да им автеме на сите што не гледаат. А од мојата лева страна, ваша десна, драги гледачи, се наоѓаат црните, еве ги црничките. Првата црна се вика Давид Тркас. Давид Трбовски, му често овдека, МП песна супер звезда. Давид, и ти имаш многу убава мајца, заврти се од позади да ја видам. Значи, ти си пиковит девака да ја видат гледачите, зошто да не ја видат и тие? Ете, многу си убав, дотеран, видиш што си згоден. Кажи ми сега ти кого ќе поздравиш? Сите што не гледаат, така? Да. Ајде, немаме многу време за поздравување, треба да играме. Оваа девојка се вика Тијана. Тијана, како си, добра? Добро. Расположена, ќе направиме џумбус денеска? Да. Кажи ми специјално некого сакаш ли да поздравиш? Да го поздравам. Ајде, а мама ќе ја поздравиме и ќе пратиме или пак нежи мама Ирена, така? Она ми е од другарка од која ние бевме деца. Многу пак нежи за мама. Одеме понатаку, уште една црничка имаме тука што се вика Тамара. Тамара пее песни и игра овдека у наградни игри, значи се надпревара. Тамара, расположена си? Да. Ќе победиме денеска? Да. Фери достоинствено ќе се бориме до самиот крај. Да. Еве, а тука уште едната црничка што се вика Андреја. Андреја и незината сестричка. Ана Марија. Браво. Како сте вие двете расположени? Да. Кога ќе поздравиме денеса на Мари? Мама, тој сите што не. Мама, тато, сите што не гледаат. Ајде, од групата Срни бакнежи, значи до сите. Еве ги нашите прекрасни срнички се тука. Публиката навива скандирање од сите страни да ги гледачи. Може значи да започнеме. Дали екипата на глувчињата е подготвена? Да. Дали срните се спремни? Правилата дали се јасни? Нема лажење, нема крадење. На мојот знак почнуваме 3-4 сега. Тргнуваме. Готово? Еве ги. Значи Давид и Андреј, Давид од една страна, сега тргнуваат вторите. Добро, до сега се е регуларно, драги гледачи. Еве Тијана, борбата е многу тесна. Сега може да тргнеме другата екипа. Значи, добро, сега за сега све се одвива по ред. Еве и Кате, сега можеме да тргнеме, сега можеме и од оваа страна. Оди, драги гледачи, овде се случува вистинска лудница, да не ви се веруваат што се случува. Супер! За малку, еве, екипата на Срни, ево предност и да, готово. Имаме, што вели времето, Иван, да видиме. Времето вели 33 секунди за екипата на Срни. 33 секунди за екипата на Срни, победници за екипата на Срни. Аплауз за нив, драги гледачи, да видиме дали витамините се тука. Камера да провериме, значи, витамините каде се. Витаминот А е тука, витаминот Д е тука и С.
и витаминот B1, B2, B6 и B12. Витаминот Е се наоѓа тука, еве го витаминот Е, тука и фолната киселина и калиумот, тоа се и нашите минерали, значи сите ги собравме. Одлично, победник е екипата на Црни. Аплауз и одиме понатаму, се враќаме за кратко време. Третата игра на пиковите на ред, драги гледачи, до мене се наоѓаат групата на мечиња и групата на зајчиња. Ајде им мафтеме вака за почеток на нашите гледачи. Еве ги зајчињата, еве ги мечињата, да се представиме. Здраво за Ана Марија. Ана Марија, добро ли си ти? Да. Ана Марија, МП, денеска ки игра, ќе се бориме фер дисциплинирано. Да. До самиот крај така, нема да се предаваме. Ќе даеме се од себе за да победиме. Браво. Следното меча се вика? Илина Рана. Много ми е драго, Илина, бе, како си спремна ли си ти за игра? Да. До сега си учествувала во некоја ваква игра? Не. Ти се допаѓа ли ова? И мене ми се допаѓа многу. Здраво за Евдокија. Евдокија, како си? Супер. Многу си згодно и убаво облечена. Заврти се сега, тија видам мајцата од другата страна. Заврти се, браво, леле, ти си, чекај да видат гледачите. Ти си пиковит плюс Евдокија, браво. Дали ти конзумираш витамини и минерали? Да. Редовно и затоа си ваква згодна женска и порасната им голема. Така, одлично, здраво за Теодора. Ај си бе Теодора, добро си. Што правиш Теодора? Еме. Специјално некој да поздравиме денеска. Мама, тато и сите други што ме гледаат. Многу бакнежи за сите од Теодора и еве за краја Ања, ветерова да пукне Ања. Ања, како си? Добра. Што правиш? Еве, тука ќе играме, ќе се занимавам. И ќе се надпреварува. Да. Ања дали пие витамини и минерали, мене многу ми интересува. Да. Затоа така убаво пееш, Ања? Да. Да пукне, браво. Бакнежи за кого? За баба, дедо, Вујче, Вујна и мама и тато и мојот најмодел братече Андри. Бакнежи за сите. Ајде, од групата мечиња бакнежи до сите оние кои што не гледаат, многу бакнежи ти пратиме и да ги представиме, значи, групата на зајчиња. Еве ги зајчињата, здраво за вас. Зајчица која што се вика Анастасија. Анастасија, како си? Добро. Спремна си денеска да направиме џумбус овдека во играта? Да. Во добра кондиција си? Да. Исто и јас, драги гледачи, исто и јас. Здраво за овој дечко што се вика Ѓоргино Матич или Џоџо. Џоџо пее, а Џоџо и игра. Спремен си да направиме добар резултат денес? Да. Имаш ли женска Џоџо? Да. Она пие ли витамини и минерали? Не знам. Не знаеш, ако пие мора да е многу згодна. Убава е? Да. Сигурно пие. Биди сигурен. Ете го Ѓоргино, драги гледачи, оваа девојка се вика Ивона. Ивона, во добра кондиција ли си? Да. Што ќе правиме денес? Ќе собираме витамини и минерали? Да. Ти обично пиеш дома? Да. Производите на пиковит ги користиш секогаш? Да. Многу ми е драго. Фала ти, одиме со оваа згодна девојка што МПМ ки игра денеска и се вика Михаела. Михаела, да пукне. Сврти се да си ја видам јас твојата маичка, да видам каква маичка имаш ти. Од наопаку да се види, вака, да видат гледачи. А, па и ти си пиковит плюс. Браво. Михаела, кажи ми ти, подготвена си денеска фер, дисциплинирано, достоинствено, да се бориш до самиот крај. Да. Ајде да видиме во каква кондиција си ти и здраво за Аника. Аника, ти си исто така денеска зајчица во групата зајчиња, така. До сега не си се надпреварувала вака? Прв пат ти е? Да. Ќе направиме одличен резултат денеска. Добро. Која група ќе победи да видам? Значи, ќе имаме опасна борба, драги гледачи, овдека меѓу зајчињата и меѓу групата на мечињата, така, мечиња и зајчиња, па да видиме што ќе се случи, драги гледачи. Ајде да видиме сега Иван што ќе каже, дали овдека штоперицата на нула. Се е спремно и тие се спремни да ркуват. Спремни, Милена, ти што ќе кажеш? Може да почнеме. 3 за позор, 4, сега. Тргнуваме, ајде да видиме каква борба ќе имаме. Не ја слушам публиката. Сега ќе ги одиме. Браво, готово, одиме да видиме што се случува. Изедначена борба до некаде. Малку водат мечињата, зајчињата се добри. Еве, значи, што се случува, журка невидена, малку задоснуваат овдека мечињата, но не е ништо страшно. Еве ги сега тргна и тие. Дали е Ања брза да видиме? Да, брза е Ања. И еве последниот оди, браво. Да видиме што ќе каже судијата, дали беше фер и рамноправна борбата. Еве го имаме и резултатот. Да видиме што се случува, Иван. 32 за мечињата. Зајчињата имаат малку полош. Малку полош 34,5. 34,5. Милена се ли беше под контрола? Да, се беше во ред. Регуларно? Регуларно. Како што беа ланските избори исто така. Добро, готово, оке. Одиме да се видиме, значи, со следните две групи кои што се последни во играта на пикови. Во последната игра на пиковит ќе се надпреваруваат екипите на кенгури, екипите на желките. Еве ги желките до мене се наоѓаат. Оваа турбо желка, драги гледачи, се вика Доријан Длака. Кај си бе, Доријан, добар ли си? Да. Ти пееш, а сега ќе видиме како играш. Ќе постигнеш ли добар резултат? Да.
Добро, да видиме Мајца каква ти од позадието што се случува. Браво, ти си пиковит, форте, голем дечко, убав дотеран све, девојка ти тука или у публика не? Не е закажувањето, драги гледачи, одиме да ја представиме жолката што се вика Бане. и Бане ни пее песни на Супер Звезда. Бане, како си, шо правиш? Добро. Расположен денеска? Да. Пиеш витамини и минерали дома редовно секој ден? Да. Значи овде ќе го дадеме твојот максимум, така? Ајде да видиме кој ќе победи. Еве уште една жилка, се вика Сара и Јона настапува Супер Звезда. Јона пеа, бе, све пеачи што оваа група се собравме, така? Да. Како се Сара? Добро. Добре, денеска ќе се натпреваме фер достоинствено до самиот крај. Да. Што ќе правиме денеска? Ќе собираме витамини и минерали. Да. Си учествувала до сега во некоја ваква игра? Не. Уживаш ли тука сам? Да. Уживаме и ние со тебе, Сара. Фала ти. Еве и Ана Марија. Здраво за Ана Марија. Бе, кај си ти? Шо правиш? Да. Сама дое, брат ти го видовме пееска во една од другите групи. Денеска ти дое сама или со дечкото тука си? А? Мама. Со мама и тато, дечкото го ставивме дома. Пиеш ли витамини и минерали? Многу. Ќе дадеме сега твојот максимум овде кога го видиме. Да. Браво за Ана Марија, кого ќе поздравиш? Мама, тато, бато, Вујна, Вујче, дедо, баба. И сите што ме Се гледат. заборајме. Браво, бакнеш за сите, Ана Марија. И за крај оваа женска Јона пее, се вика Сара Таневска. Сара пее со нејзината сестричка. Видовме приеска сестричката твоја Ана Марија во една од другите групи. Она победи или изгуби, како беше? Победи. Па нормално ќе победи, а фамилија Таневски победува, така ли? Кажи ми сега денеска што ќе правиме тука? Ќе собираме витамини и минерали. Кого ќе го поздравиме Злато? Ќе го поздравам моите родители, мојата наставничка Транка Тушевска, моите другарчиња во трето Б одделение и сите гледачи што ме гледаат. Многу бакнеше од групата на Желки, значи екипата Желки си ги поздравува своите гледачи. Ајде да видам каде сте тука да им мафнете, браво. Сега ќе ги поздравиме групата на кенгурите. Еве, значи екипата на кенгурите тука се и овој прв овде згоден шизик се вика Марин Стаменковски. Кај си ви, ти си пеачиште невидено, Марин ни пее во Супер Звезда, песната продуцент, тој е тој, драги гледачи. Сега ќе го видиме, значи тамо како игра, овде ќе го видиме како се надпреварува. Спремен си? Да. Си знапи витамини и минерали од Сабајле? Да. Колку витамини испи? Многу. А колку минерали? Исто многу. Многу витамини, многу минерали, тоа значи добар резултат. Еве, ја те одора, здраво, теди како си? Здраво, добро. Што правиш денеска ќе настапиме тука, значи во улога на надпреварувач? Да. Се надпреварувала до сега? Не. Денеска е прв пат. Па да. Ајде да видиме теди што ќе направи, подготвена, пуна витамини и минерали. Да. Исто така јас направив од Севера, затоа гледате ми мускулите, драги гледачи, најсилен сум. Здраво за Дејана Поповска, драги гледачи, на телевизија ни пее, оваа година ни отпеа песната 7 месеци за незиниот дечко, песната го пееме Марко, ќе му пратиме бакнеш. Ајде му пратиме бакнеш и на Марко и на сите обожаватели на Дејана. Дејана знаеме дека убаво пее, а дали добро ќе игра денес? Па мислам дека добро ќе. Се припремаше ти овие денови? Не, се припрема за тестови, ама Сабајле спиев многу и така. Пиеше денеска до овдека на Супер Звезда и денеска ќе се забавуваме, тестови веќе нема, така? Нема. Нема тестови, драги гледачи. Водим со Супер Звезда. Слободни сме со Супер Звезда, браво, здраво за. Анастасија. Анастасија учествува во една група, ама и тука е она член исто така на две групи паралелно. Анастасија ќе се прваме до крај. Да. Фер, дисциплинирано, коректно, Да. без буткање, туркање. Пиеше витамини и минерали денес? Да. Колку витамини испи? Многу. Ја кога бев мал ми дадоа 2 и види колку голем порастав. Уште дупло поголем од тебе. Пази колку пиеш, да не постанеме многу големи. Здраво за. Анастасија. Кај си бе, Анастасија, шо правиш, добро си? Шо ќе правиме тука? Ќе трчам. Ќе трчаме, ќе играме, ќе пееме, спремно расположена. Да. Ајде да видиме да ги освоиме, значи сите витамини и минерали. Кој ќе ги освои побрзо витамините и минералите победува. Впрочем, ја знаете играта каква е. Дали се подготвени екипите? Ајде да видам кенгурите што ќе кажат. Спремни? Дали жолките се подготвени? Жолките подготвени. Значи, на мојот знак тргнуваме. Дали публиката е подготвена? Не ја слушам публиката, за кого навива? За кого навива? Секој за некој различен се навива, драги гледачи. На мојот знак тргнуваме, значи бидете спремни. Иван, дали може да тргнеме? Може, Милена, може. Милена, што ќе кажа? Може да ги собереме витамините и така. Се е под контрола, ги чекаме овдека витамините и минералите. На мојот знак тргнуваме. 3, 4, сега тргнуваме, значи готово, правилата се јасни. Еве го Марин, еве го Доријан од другата страна, трча, Доријан доаѓа попрв, готово става, трга втората екипа. Да видиме што се случува. Бане е тамо, Теди од другата страна, Бане е малку побрз, еве Сара веќе тргна, Дејана е од другата страна. Сега за сега имаме мала предност кај белите маички, а тоа се желките. Ана Марија веќе оди. Еве Ана Марија дали ќе биде побрза? И е побрза и за крај оди Сара, да видиме кој ќе биде побрз, кој ќе биде побрз, кој е овдека неверојатно колку се начина борба.
Неколку стотинки само предност имавме, неколку стотинки, јас би тоа. Дарко, 37,95 и 37,97. Па на него е тато. 37,95, 30. Жолките, многу аплаузи, многу честитки. Сега вистински ќе направиме мала пауза, а потоа се враќаме да ги видиме кои се победници и започнуваме со втората серија на игри. Се наоѓаме на старото место, но со нова игра овој пат. Драги гледачи, добредовте во играта на Пиковит Плюс. Дали се овдека надпреварувачите подготвени? Све е спремно, значи може да направиме лом. Ова е полуфинале, драги гледачи, во овој момент. Ќе се бориме за да влеземе во финалето, од каде што само две игри ќе имаат можност да се надпреваруваат и да видиме од нив кој еден ќе биде победник. Еве го Иван до мене, сега ќе ни објасни нешто малку повеќе околу играта за Пиковит Плюс. Тука и Милена, значи колку витамини, колку минерали има производот Пиковит Плюс? Ова е нов производ, Пиковит Плюс, има 12 витамини, а за минералите прашете Милена. Ајде да видиме што се случува, Милена, со минералите. Значи кои минерали ги има? Значи покрај 12 основни витамини кои што ги содржи Пиковит Плюсот, има уште 4 минерали и тоа калциум, железо, јод и цинк. Многу ли се битни тие минерали за овие малечки деца да станат таква големи, да бидат здрави, да бидат добри, весели, Да, паметни? секако. И тоа калциумот е многу битен за правилен раст и развој на нашите коски, на зъбите. Железото за да бидеме здрави, силни и така нонстоп да победуваме како што е сега во овие игри. Ајде да видам Иван што ќе ми каже на тема витамините, а зошто витамини, може ли без? Не може без, посебно за ова возраст на дечиње мора витамини, а иначе кај нас ги има сите. А, Б, С, Д, цела азбука витамини. Добро, еве ги витамините се наоѓаат пред нас токму овдека. Подготвени ли сте, значи сега да кажеме дека овдека се екипите на срните, на мечињата и на срните, значи ова се мечињата овдека, они беа победници во минатата игра. Исто така и срните се наоѓаат овдека, срни расположени ли сте? Ајде да видиме сега кој ќе победи. Вие ќе победите ли? А дали ќе победите ви? Да. Не знаеме кој ќе победи, драги гледачи, сега ќе се бориме фер и равноправно до самиот крај, значи може да ги заземеме своите позиции, играта на Пиковит Плюс може да започне. Ајде да почнеме да се надпреваруваме. Подготвени сте? Одиме значи на стартната позиција. 3-4, одиме таму. Во што се состои ова игра, драги гледачи? Впрочем, како што гледате, овдека имаме еден гумен балон на кој што треба да доскокаме од таа позиција, значи одиме овдека, точно до овие топчиња тука што се наоѓаат, треба да земеме едно топче и треба овдека да дојдеме како што прават во кошарката НБА надпреварувачите, тие да ги закуцаат топчињата, треба да ги собереме витамините и минералите токму овдека во овие мрежи кога ќе ги имаме сите витамини и минерали, тоа се значи вкупно беа 12 плюс 4, тоа се 16, кога ги собереме сите витамини и минерали, ќе ги преброиме, ќе видиме колку имаме кај екипата А и кај екипата Б. Она екипа која што ќе постигне подобар резултат во време, таа екипа ќе биде победник. Милена, дали се подготвено? Да, се е подготвено, може да почнеме. Да видиме дали е мрежата празна, да нема случајно некој витамин, минерал уфрлено внатре. Значи одиме. Одиме, да. Да видиме Иван што ќе каже. Иван, тука ли си ти? Дали е се спремно? Тука сум, Дарко, се е спремно, почнуваме. Штоперицата е подготвена, витамините и минералите се на место. Дали е кошот празен? Да видиме празен, драги гледачи. Нема, значи, трикови, нема ништо. Можеме да почнеме. Овдека екипите А и екипата Б се подготвени. Значи, одиме да ги видиме срните. Каде се срните да ми мафнат? Браво, каде се мечињата да ми мафнат да ги видам? Ајде, публиката може да почне со овации 3-4, играта може да започне сега. Почнуваме значи да скокаме, еве ги едната и другата екипа почнуваат да скокаат. Одиме полека да дојдеме и еве земаме значи една топка. Оп, еве го и првиот витамин на вистинското место. Екипата на мечињата веќе води, екипата на мечиња води за малку, да видиме што се случува сега во втората група. Малку заостанува, значи, сепак, но не во овој момент се изедначија, драги гледачи, двете екипи. Еве, Тијана од една страна, Ања од друга страна, скоро изедначено и побегна топката на Ања, сепак Ања успеа да ја стигне. Еве, Ања, значи, се враќа назад и ја предава гумената топка. Продолжуваме понатаму, значи играта продолжува. Повторно изедначена битка, имаме по 2 минерали, по 2 витамини од двете страни, значи. Не очекувавме, значи, ваква лудница да се случи.
Еве, гледате што се случува, имаме витамини, минерали на сите страни, драги гледаци. Еве, само секунда, значи порано беа овдека групата на екипата на Срни, побрзи. Еве ги Срните напредуваат сега. Уште се побрзи, значи одиме. Еве да видиме што се случува, групата на Срни за малку само заостанува зад групата на Мечиња. Еве што се случува, его уште едниот витамин минерал. Брзо, мораме да го вратиме назад. Брзо одиме да го вратиме назад. Кај групата на Срни малку заостанавме сосема случајно. Не бевме подготвени добро и да видиме групата на Мечиња сега за сега води. Еве ја значи Сара го враќа гумената топка ја враќа назад. Ања е таа која што еве сега е во водство. Еве Ања таа која што е во водство, има значи последен витамин минерал и да име што се случува што Берица, да име Иван што ќе каже? 58 секунди. Одлично, и да видиме што се случува овдека за крај кај групата на Срните. Ни фали Калциум. Остана уште калциумот, го чекаме, драги гледачи, неверојатна работа. Еве го и калциумот овдека. Еве да видиме Тијана за крај. Еве го и последниот витамин и минерал, како што гледате. Значи имаме 2 минути и 25 секунди. Времето е 2 минути 25. Победник е екипата на Мечиња во оваа игра, драги гледачи, а сега ќе се подготват новите две екипи. За кратко време одиме понатаму. Во играта на Пиковит Плюс, вториот дел од играта, значи овдека во полуфиналето испадна дека најголемите ќе се борат против најмалите. Така испадна на нивните резултати во минатата игра, овој пат еве ги заедно, значи екипата на Желки. Значи Желките се тука, пратете им многу пакнежи на сите оние кои што не гледаат, и екипата на Пеперутките, они се најмалечките кои што се бореа во првата игра. Камо брзо тука овдека, многу пакнежи за сите, Дали сте подготвени, спремни сте? Може ли да почне играта? Ајде да видам, се договоривме, нема лашење, нема крадење. Одиме назад овдека, позади линијата. Андреј, назад одиме. Позади линијата, Доријан, позади линијата може, Бане, позади линијата, Сара. Одиме, значи, позади линијата, почитувани гледачи, сега одиме да се вратиме на лице местото, значи, оттамо со скокање, со гумениот балон треба да дојдеме до овдека. Овде се наоѓаат, значи, топките кои што треба да ги земеме и како што прават НБА играчите да ги закуцаме токму овдека. Милена, како се одработите сега за сега? Па сега за сега Желките мислам дека беа во водство од претходната игра, а во финалето ќе видиме кој ќе победи. Времето е сончево, ти си насмејана, предпоставам се е под контрола. Да, се е под контрола, може да почнеме. Дали е насмејан Иван нова сончево време, ќе провериме веднаш. Камера по мене. А насмејан Иван како и секогаш. Иван, се ли е под контрола? Него како се е под контрола, Дарко. Не може да биде другачие. Одиме значи со играта, дали се подготвени на проверачите да видам? Дали сите се наоѓаат на своето место? Пеперутки. Добро. 3 за позор, 4 сега може да почнеме, готово и играта започна. Еве да ги видиме, Пеперутките се борат против нивните нерамноправни пријатели кои што се поголеми, значи Пеперутките оборба против Желките и Андреј неверојатно, но еве од екипата на Пеперутките го постигна првиот поен кој имаме витаминот С, веќе тука. Витамин А, сега витамин Д наред. Сега е витамин Д наред, драги гледачи, како што кажа Милена. Еве, кој беше овој ми витамин да видиме, Иван? Кај нас одиме со железо, не со витамин. Железо, значи минерали имаме, еве минералот го собравме овдека во моментов, тоа беше калциумот, како што видовме. Еве што се случува сега? Сега калциумот беше железо, Дарко. Да, калциумот, ова беше железо. Да, извинете, драги гледачи, јас сум целиот збунет и спомешан. Гледате каква лудница од игра се случува, а овдека што имаме сега? Сега наред го прелуваме витамин B1. Да го чекаме витаминот B1, драги гледачи, ја многу го сакав тој витамин како мал, не знам зошто, ама мене ностоп ми го даваа тој. Ево да видиме што се случува, гледате каква лудница е овдека. Да видиме кој е во водство, Милена, кој е во водство? А не знам, сега ќе видиме до крајот. Не може да се знае, значи работите се. Е многу изедначено. Неизвестна е играта до самиот крај, да видиме што се случува. Еги Пеперутките уфрлија, значи уште еден витамин, уште еден. Пеперутките се во мало водство. B6, така. Да. B6 витаминот се наоѓа на своето место. Кај Иван како стојат работите? Кај мене јод. Кај тебе кај јод, значи кај Иван сега имаме јод во моментов, да видиме, еве го Доријан, еве го јодот дојде на своето место. На свое место. Значи има само уште еден минерал кој што треба да се уфрли и витамините се тука, да видиме Пеперутките се во благоводство, имавме инцидент. И го овдека се наоѓа, браво што вели овдека сега во моментот што перицата. Да, 1 минута и 38 секунди за Пеперутките. 1 минута 38 секунди за Пеперутките, а да видиме што се случува кај Иван.
Овдека кај Иван што се случува? Им помогна малку. За алкокош. Сега завршивме 1.56. 1.56, значи за желките победник во оваа игра, драги гледачи, како што видовте, е екипата на пеперутките. Сите сме уморни, овдека неверојатна работа се случува на теренот за надпревар во организација на Пиковит и производителот од Крка. Правиме мала пауза, веднаш потоа се враќаме овдека во големото финале да видиме какви игра не очекува таму. Големо финале овдека во градскиот парк, драги гледачи, до мене се наоѓаат групата на пеперутките. Здраво, добри сте? Да. Конечно дојдовте до финале, тешко ли беше? Не. Иако најмали евене во финале, некој вика, абе, оставете ги тие малечките, ама тие малечките пија Пиковит, собираа многу минерали и витамини, беа најдобри и најбрзи од сите останати. Еве ги денеска овдека во финале, пратете и многу бакнежи на сите оние кои што не гледаат. Исто така добри колку и нив беа групата на мечињата, еве ги, значи овдека мечињата да пукне, дали сте добри? Расположени? Собиравме витамини и минерали, бевме многу вредни и дојдовме во финалето. Сега се наоѓаме, драги гледачи, во големото финале во играта на Пиковит Форте. Пиковит Форте, значи собираме само витамини, минерали, нема, минералите се замина и оние кои што изгубија, останаа само витамините и најдобрите за крај. Во оваа игра што се случува? Значи имаме една топка кај играчот кој што треба да почне, значи кој он е првиот, кој треба да трча да дојде, да ја остави во првиот обрач, да ја земе втората топка, да ја остави во вториот обрач, да ја земе третата топка и така се до последниот обрач, остави земи, ќе дојдеме овдека на теренот каде што се наоѓа Милена и ќе го вметнеме витаминот тука, овдека во нашиот кош, откако ќе дојде витаминот овдека во, како му се викаше во мрежата, земеме уште една топка и се враќаме која што ќе му ја предадеме на следниот надпреварач, значи тоа се нашите витамини, надпреварачите се спремни, чекаат. Што ќе каже Милена? Па оваа игра Пиковит Форте ќе биде финале, значи и ќе се одлучи победникот, така да за кратко време ќе дознаеме кој ќе победи. А потоа ќе ги делиме награди. Да, да. Добро, одлично. Одиме понатака да видиме Иван што ќе ми каже еве за играта Пиковит Форте, свели е подготвено. Се е подготвено, само да покажам нешто. Пиковит Форте 7 години па нагоре. Дарко. 7 години па нагоре, да, тоа се иначе надпреварачи, имаме некои што се помали, некои се поголеми, но сите треба да знаат дека Пиковит Форте е за оние кои што се од 7 години па нагоре. Тука е значи и Пиковитот да го видиме. Дали може да почнеме? Екипите се подготвени, значи може да започнеме. Дали пеперутките се подготвени? Дали мечињата се спремни? Двете екипи се во ред, се чувствуваат добро, преполни се со енергија. Играта може да започне на мојот знак. Стартуваме. 3, 4, сега! Почнуваме значи со играта. Сара од едната страна, Дејана од другата страна. Малку на Дејана е побегна топката, но тоа не е страшно. Истото и се случи и на Сара. Имаме мал проблем овде кај Сара, треба да ја врати топката на место. Да, готово ја врати и еве сега почнуваат значи вторите. Од едната страна е Ана Марија, од другата страна е Бодан. Еве го Бодан, гледате како напредува. Браво за Бодан. Одиме, имаме колку витамини собравме овдека? 2 витамини сега за сега, а да видиме што ќе каже Ивано. 2 третиот е на пат. Третиот е на пат, еве го третиот витамин, браво, земаме топка и одиме назад, браво, значи третиот витамин е тука, кој е во предност сега за сега? Мечињата мислам, моите. Мечињата, да, во мала предност, но тоа не мора да значи дека ќе остане така. Еве го Андреј од групата на пеперутките. Одиме сега понатака, четвртиот витамин е на место, одиме да го фрлиме петиот витамин, да видиме што се случува. Еве го петиот витамин, го фрламе во топката, земеме топката, враќаме назад, за да победиме. И во овој момент кажеме стоп, готово, застанува времето, што се случува? 57 секунди рекорд, Дарко. 57 секунди, невиден рекорд за екипата на мечиња. На мечињата, додека пеперутките малку заостанаа во оваа игра и не успеа да победат нивниот резултат. И во меѓутоа ќе се бориме во наредната игра. Се бориме во наредната игра, значи правилата за финалето велат она игра која е оној, значи тим кој што ќе освои 2 поени, тој е тој кој што ќе победи во финалето и ќе освои победничката титула во играта на Пиковит Форте. Одиме значи мала пауза и веднаш потоа се враќаме со играта Пиковит Форте број 2 да видиме дали екипата на мечињата ќе го освои поенот или не. Ајде да видиме што ќе се случи.
Екипата на мечињата е во благо водство, има еден поен, треба да освои уште еден за да победи во големото финале. Напорно ли е да се води една ваква игра, Па гледам? не, баш ми е задоволство со вакви дечиња, е супер да се работи. Па они се пуни витамини и минерали, они не само што трчаат тука, трчаат и по дома, трчаат на училиште. Да сите од нив пијат пиковити, затоа се вака и силни, и храбри. Ако пијат пиковите, тие девојчиња, кога ќе пораснат ќе бидат убави вакви витки као ти. Да, секако. Ајде момчињата како кого ќе станат ако пијат многу пиковит, дали како мене или како Иван. А тесно ќе биде, дали како мене или како тебе, Дарко? Двајцата пиевме по многу така да пораставме вакви големи мажишта, силни, убави, нели? Па се надевам, убави, а? И силни. Силни, тешко ли е да се води вака една игра? Не, супер, мечињата се мои, тие се стварно добри, се гледа дека пијат пиковит, само дека продолжат, ќе тепаме. Да, ајде да видиме дали ќе тепаме, тоа ќе го каже ова игра. Дали мечињата се подготвени? Пеперутките не се предаваат лесно, драги гледачи, верувајте, да видиме што ќе стане сега. Во многу тесен круг се наоѓаат и едната и другата екипа. Одиме со последната игра па да видиме што ќе се случи и дали ќе го имаме победникот или ќе се бориме уште еднашка. Тоа ќе го одлучи токму оваа игра. На мојот знак двете групи може да стартуваат, значи бидете подготвени. 3 за подзор 4. Сега еве ги тргнуваат во испомен, значи и Сара и Дејана и тргнуваат и двете екипи. Дејана е малку побрза од Сара. Еве го првиот витамин за екипата на за која екипа беше? Пеперутките, точно. Пеперутките го освоја првиот витамин. Сега да видиме што се случува. Еве го Бодан трча. Еве го вториот витамин. Значи го имаме кој витамин беше овој? Витамин С. Витамин С го имаме. Овдека кај Иван го очекуваме витаминот Д. Така ли беше? Витаминот Д треба еве го дојде. Стигна витаминот Д. Одиме сега назад. Да видиме, значи, фалат уште 2 витамини на двете страни, на едната и на другата страна фалат по 2 витамина. Еве го Андре, оне, нашиот најмлад учесник овдека, браво за Андре, одиме понатаму. Четвртиот витамин. Имаме, значи, ова е четвртиот. Да. Али уште колку? Уште еден само? Па да, уште еден. Уште еден само сега, за сега неверојатно, но вистинито водат. Кој водат? Дали е тоа екипата на мечињата или екипата на пеперутките? И што се случува кога имаме времето овдека, што ќе каже Иван? 58 секунди, али победници. Победници, затоа што пија повеќе пикови. Така ли, да е кој пиел пикови, што се случува кај Милена? Да, за жал мојата екипа изгуби, меѓутоа ќе има реванш. Ќе има реванш. Одиме да ги видиме екипите, да видиме како се чувствуваат надпреварувачите. Прво ќе разговараме, драги гледачи, со екипата, значи на пеперутките. Каде сте пеперутки, да ве видам? Пеперутки, каде сте? Еве, Дејана, како се чувствуваш? Супер. Беше ли напорно? Малце. Трчавме многу, Бодан се трудевме да победиме, но сепак за малку, за колку секунди, за 2 секунди изгубивме, така? Значи треба да јадеме повеќе дома, треба да ги слушаме мама и тату и да пиеме витамини за да можеме да победиме, значи следниот пат кога ќе се надпреваруваме со игрите на пиковит од производителот Крка. Тоа како си, добра ли си? Ти се трудеше, трчаше многу денеска, напорно ли беше? Да. Дали убаво се забавуваше? Да. Не е битно што не победија пеперутките, битно е што се надпреварувавме, така ли е? Андре, ти беше најмал и постигна прекрасен резултат денеска, честитки од мене. Кого ќе поздравиш? Сите. Сите оние кои што го гледаат Андре, бакнеш од пеперутките и за крај оваа женска што се вика Мија. Мија, како си ти? Добро. Како помина? Се надеваше на победа, но сепак второ место и тоа не е толку лоша работа, бакнеш и до сите кои што те гледаат. Големи честитки за екипата на пеперутките, јас ви честитам да пукне, да сте живи и здрави. И сега во овој момент, драги гледачи, одиме да ги видиме победниците. Ајде да ве видам рацете горе. Браво, а тоа е екипата на Мечињата победија, да ги представиме еден по еден, да почнеме од овдека. Здраво за Теодора. како си, добра? Супер. Ти се надеваше ли дека ќе победиш кога дојде во почетокот Да. на играта? Ти се допадна ли игра? Да. Значи ти дојде за да победиш. Да. И колку витамини испи дома? Но. Сите витамини што ги најде дома ги испи. Теодора, браво за тебе, ти честитам. А оваа згодна женска, драги гледачи, се вика Сара. Сара, има сестра што се вика Ана Марија. Они двете се надпреварува овдека и како си поминавте? Супер. Дојдовте да победите? Да. И ја земавте, а понесовте, значи дефинитивно победата. Јас ви честитам. Браво за вас двете. Одиме понатака, оваа згодна девојка се вика Илина, како помина ти? Се надеваш ли дека ќе победиш? Не. Дали ти дома пиеш витамини и минерали? Да. И не е ни чудо што победи, јас ти честитам, браво, кај тебе победата дојде неочекувано, а кај тебе, Злато, како беше името? Евдокија. Здраво за Евдокија, драги гледачи, Евдокија, ти исто така постигна добар резултат, ниеднашка не се збуни. Дали вежбаше дома? Да. И беше во добра кондиција плюс. Да. Зато и победата дојде, драги гледачи, како што гледате, повеќе од очекувано. И за крај, еве, а тука Сара.
Во финалето имавме мал проблем, кај тебе ти побегна топката, но ти многу брзо се снајде. Како така имаш толку брзи рефлекси, што те рана дома? Витамини и минерали, така ли е? Браво, и јас така пијам витамини и минерали и имам рефлекси, ти не се видела колку брзи. Во некои основните емисии ќе ме видите и мене, драги гледачи, ќе се надпреварам во една од екипите, нормално дека ќе победиме, бидејќи пиеме витамини и минерали, така и треба. Сега дојде моментот да ги покажеме, значи, победниците, да ја пратиме многу бакнеж за сите оние кои што не гледаат. Ќе пуштиме джингл, ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме овдека, уште еднашка да се видиме со победниците, да се честитаме и да ги врачиме наградите. Одиме понатаму. За некој е весел, за некој е тажен моментот кога треба да ги поделиме наградите и да си одиме дома. Каков ќе биде за вас овој момент? Прво весел, кога ќе ги делиме наградите, а потоа тажен, бидејќи треба да си одиме дома. Денеска убаво ли се забававме тука? Да! Како си поминаа мечињата, да видам јас? Тука се? Супер! А како си поминаа пеперутките? Супер! Илена, како беше? Супер, одлично Евтен. Јас многу прекрасно си поминав со овие дечиња и се надевам следниот пак ќе бидам со нив. Мене едно 5 пати додека се увавме тука, жал ми стана што порасна волку. Голем шубал ќе ми беше да бев мал да можев и јас да играм заедно со нив. Иван? Па не игравме со нив, али наредниот пат може, а? Ќе се вклучиме заедно, да, апсолутно ќе се вклучиме. Дојде моментот кога ќе ги поделиме сега наградите. Кај се второ пласираните да ги видам да кренат рака. Големи честитки од мене. Еве тука за сите вас кои што учествувавте денеска и фер, дисциплинирано до самиот крај, максимално се боревте, дадовте се од себе и го освоивте второто место. Фирмата Крка ви подарува производи од Пиковит, значи витамини и минерали Пиковит. Дали сте подготвени да ги примите наградите? Милена е тука. Ајде сега честитки, гушкање, бацување, сакање. Ете така, драги гледачи, гледате значи во големото финале дека не е лесно, освен тоа што значи ќе се изнаиграме, треба и да ги поделиме наградите. Еве во тој момент. Еве тука гушкање, сакање, гледате како е, малце да видиме на лице место. Гледате бацување, сакање, еве и Доротеја. Многу бацување, гушкање, сакање, значи честитки од мене да им афнеме на гледачите, да видат колку сме весели, срегни, расположени. Иван, дали се тука наградите и за оние кои што го освоја првото место? Тука се и за прво место наградите. Мечиња, најдобри сте? Крка ги наградува и мечињата кои се победници во играта на Пиковит со производите минерали и витамини од Пиковит. Тоа е најдоброто нешто што децата можат да го добијат и воопшто што децата можат да го посакаат. Најдоброто од Крка за победниците во игрите на Пиковит. А тоа се производите од Пиковит. Сега да им афнеме сите заедно, ајде и второ наградени и прво наградени на сите оние кои што не гледаат, да им кажеме да бидат живи и здрави, дека ги сакаме многу, дека ги поздравуваме и на крајот од нашата емисија треба да се заблагодариме уште еднашка за сите гледачи кои што останаа верни на Супер Звезда и не гледаа од самиот почеток до самиот крај и да ги поздравиме нашите спонзори кои ни ја овозможија оваа прекрасна емисија, а тоа е фирмата Крка и производите Пиковит. Ви благодарам многу што бевте заедно со нас. Пријатно до гледање. Чао, чао, чао од мене, од Иван и од Милена. Се гледаме, до гледање. Чао.